Овој амандман претрпе измени од првиот предлог за менување на Уставот до сега. Во првата верзија беше дефиниран бракот како заедница меѓу еден маж и една жена. Го поддржав со објаснување дека и за мене бракот е важна клетка на општеството, посебно за одгледување на децата и за нивната иднина. Инаку лично не сметам дека бракот е загрозен, но имам разбирање за различни идеолошки определби меѓу нас како пратеници и желбата на демохристијанските колеги ова да го предложат. Кажав дека ова ќе биде прифатливо за најголем број наши сограѓани, освен за ЛГБТ луѓето кои се малцинска група како и во секое општество впрочем, и тие може да го сватат како непризнавање на нивното постоење и различност. Најавив дека ќе иницирам измени и дополни на Законот за недискриминација со додавање на зборовите сексуална ориентација како една од основите за дискриминација. Сметав дека на ваков начин ќе се направи баланс, зашто ЛГБТ луѓето ќе добијат јасна порака и гаранција дека и нивните права во Македонија се заштитени со закон, како и за сите граѓани. Овој амандман, значи, како што кажав, претрпе суштествена измена во летниот период. Додадена му е дефиницијата за вонбрачна заедница и партнерство, која е исто така дефинирана каква смее да биде. Со оваа додавка, амандманот стана за мене проблематичен и неприфатлив. Имено се навлезе во приватната сфера на граѓаните, што е недозволиво, сметам, според сите меѓународни конвенции за почитување и заштита на човековите слободи и права. Како може државата да се меша во приватниот живот на луѓето и да им ѕирка во домовите? Не се само ЛГБТ луѓето тие што ќе бидат со ова оштетени, туку и други граѓани кои од разни лични причини се здружиле во заедница. Тоа може да биде и постар човек и дете кои живеат со друг човек или други луѓе. Ако е дозволено само хетеросексуално партнерство помеѓу еден маж и една жена, тогаш се изведува заклучок дека се друго е забрането, а она што е забрането, државата може да го гони. Се поставува прашањето: дали државата има намера да ги гони ЛГБТ луѓето? Поради која причина и со која цел? Јас верувам дека сегашните предлагачи немаат таква намера, но кој ќе ни гарантира дека некои идни спроведувачи нема по тоа да посегнат? Почитувани, Македонија е земја која има многу сериозни проблеми и се бори со нив помалку или повеќе успешно. Нам не ни требаат измислени непријатели. Се работи за живи луѓе, наши сограѓани, ЛГБТ луѓе. Малцинска групација, како и секаде во сите општества, која не може надвор од својата природа и која има подеднакво право на живот, на работа, на правда, на љубов. За луѓе се работи различни од мнозинството, луѓе кои не смеат да бидат дискриминирани, ни понижени и кои дефинитивно не треба да се мразат, ниту пак да се мразат оние кои не ги мразат ЛГБТ луѓето. Треба да сватиме, почитувани, дека создавајќи им проблеми во секојдневниот живот на ЛГБТ луѓето, нашите сограѓани, државата ќе си создаде проблеми себе си во целост, зашто ќе се судри со правдата и со меѓународното право. Поради обид да се пропише начин на приватниот живот, што е апсолутно неприфатливо, јас ќе предложам и ќе дадам и во писмена форма амандман во понатамошната постапка со која што ќе барам да се избрише додавката и да се врати првобитната дефиниција за бракот со една реченица. Токму од тие причини јас не го поддржав овој амандман при последното гласање, а понатаму, доколку се инсистира на ваква формулација, нема да можам и нема да го поддржам и во целост уставниот амандман. Како представник на зелената идеологија, тоа е моја лична обврска и моје лично убедување дека не смееме никому да му причинуваме штета и да го дискриминираме свесно или несвесно. Верувам дека ќе се најде разумно решение за овие дилеми и дека на крајот ќе излеземе задоволни, унапредувајќи го на вистински начин нашиот правен систем.